Јас тогаш немав адвокат, не ми беше овој адвокат, туку некој што се најде. Додоша, јас го викнав на сугестија од една моја пријателка, исто адвокатка, која што не беше тука, мораше да патува синот да го зима, не е битно, и дојде друг некој адвокат, значи мене ме однесоа прво од таму дома, па го претресоа целиот стан, ме праша, значи тоа што го бара, дали го имам, дали има поголемо количество дрога, злато, пари, Што значи оружје. поголемо количество? Кило две? Така пишува во налогот. Значи дрога, злато, Не, ако е пари, грам 2 да знаеме да можеме да се чуваме, тоа ми беше прашањето, се шегувам малку, ајде во овој малку мрачен амбиент на диалогот, оружје, да внесеме малку клучот дух, сеф. нели? Клучот сеф, ја реков да имам оружје. Какво оружје? Викам ловечка пушка од покојниот сопруг, беше ловџија. Ама имате за него за тоа документи? Викам па немам. Како немате? Викам па не сум направила оставинска, сум заборавила. И викам имам клуч од сеф, да, од мојата покојна мајка, што има во сефот? Викам нема ништо во сефот, дајте ни го клучот, еве ви го клучот. Значи на почетокот работата на адвокатот, која што тој не си ја заврши, беше да праша врз основа на што ме приведуваат. Да му покажат нешто врз основа на што е издаден тој налог за приведување. Велеа после дека е тоа врз основа на допис од Шпанија, а тој допис е дојден еден ден после тоа. И таму пишува дека во Шпанија се уапсени тие, а во Македонија се уапсени тие. Добро, некому се брзало, обично без налог, полицијата нема право да ни да приведе, ни Тоа да... ги е слепи, како вика тоа, брза кучка. И после 3 дена имаше пресконференција и тоа пукна така. Имаше ли некој мотив политички или личен или... Не знам. Па што зборува околината, Скопската чаршија, соседите, пријателите, нивните анализи, домашните анализи? Може би е заради тоа што, значи, мојата единствена поврзаност со целата оваа работа е што брат му на мојот сопруг бил во врска со некаква дрога. Толку. Ама јавна личност. Фино е да се излезе со бомбастична приказна. После тоа, ако забележавте, немаше ништо на никакви пресоди. Барем еден да имаше извини Силвија. Кај отидов? Кои беа причините? Што велат луѓето? Велат дека можеби е тоа заради тоа што јас кај народот важам како шарена револуција, поддржувач на СДСМ, дека сум ја нивна, а јас не сум. Никако. Јас сум работела за СДСМ, мислам, професионално сум водела митинзи и сум член. Треба да ја вратам. Не да ја вратам книжката, пошто веќе политика е, затоа што политика е К и мислам дека причините на луѓето кои што влегуваат во политика се лукративни. Не гледам дека нешто се подобрува во Па не би требало да е баш така, толку дефетизам, да нема такви луѓе како велат обични членови, ке нема ни идеологија ни партии, не мислам на ова една конкретна на било луѓето која велат партија. дека може би причината за таа пресконференција, кај што мене не ми го кажа името, меѓутоа мојата слика беше позади министерот, може би е причината затоа што требаше следната година, на почеток на годината, да има избори. Па они сакаа да покажат како они се справуваат со криминалот, прво почнуваат со криминалот во нивните редови. Значи ја не сум нивни ред, не сум криминалец. Тоа требаше многу очекува Силвија Стојановска од апелација, сега кај да е за ден-два, нели, ако добро проценувате треба да се пресуди, а што вели па вашиот адвокат? Какви се очекувањата? Јас очекувам тоа што очекувам од самиот почеток. Прво очекував да бидат дека сгрешиле и да сето тоа да заврши. Па после очекував дека нема да се подигне обвинение, затоа што немам ништо со тоа. А после очекував дека нема да има пресуда, затоа што немам ништо со тоа. И сега очекувам ослободителна од апелација, па ќе видиме. Така, предпоставам го следите случајот и таму во Шпанија со тие обвинети и осудени. Што се случува таму? Имате некакви сознанија? Еве, имам сознанија дека е завршена истрагата, дека таму ќе се подигнува обвинение против тие. Значи, таму нема ни едно име од овде од Балканов? Ништо. Има Владимир Будисављевиќ, кој што е брат на Воислав Будисављевиќ.
И тука завршува линијата. Да. Тоа значи да за очекување е две ослободителни пресуди и за вас и за поранешниот сопруг, ако е така. Би требало, да, пошто нема ништо во тие 2000 страници. Сакам да кажам што се кајам. Тоа некаде го одговори веќе. Да, во фокус. Ме прашаа дали се кајате за нешто. Да, се кајам што не го послушав мојот адвокат, кој што на завршување кога се завршува истрагата се бара исказ од потенцијалниот обвинет. Јас тогаш бев потенцијално обвинет. Тој ми рече дека треба да се бранам со молчење, тоа е неговиот совет. Јас реков не, јас немам што да кријам, јас сакам да зборувам. Силвија, почекај, послушај ме. Имам искуство. Ма какво искуство, јас не сум криминалец, јас ќе си кажам се како што било. И потоа, тоа што јас го кажав, обвинителката го употреби во обвинителниот акт, ама превртено, против мене. Дека јас сум одела за пари за да се организираат овие 700 кила, мислам, што сакаат да направат? Они сакаат од мене да направат икона на овие кои што се шверцуваат дроги и се бават со криминал, дека со 1000-2000 евра може да се направи таков криминал. Ние на балконот сакаме сите да бидеме супер нации. Такво нешто не постои. Ќе ги разочарам сите патриоти. Такво нешто да не не ви се одрази тоа политичко партиски. Немам никакви проблеми со тоа, зборуваме за наука. Зборуваме за наука. Значи, континуитетот на името на овие простори постоело и пред нашите преродбеници. Затоа главната поента тука е затоа што јас се консултирав со 14 доктори на науки за оваа работа по историја и уште со филолози овдешни, од Македонија? Од Македонија и од странство, затоа што јас сум специјалист, например, 19 век. Ама си седнав како учениче пред нив да се консултирам за секој збор, за секоја реченица. Јас не сум виновен што Елизавета Петровна, руската царица, пред 250 години го спомнува македонскиот народ од Балканот покрај бугарскиот, српскиот, грчкиот и така натаму. Не сум виновен што постојат документи за македонскиот полк. И тие сите таму пишува, например, Ѓорѓе Иванов, македонские нацијеи. Тоа се руски документи од 1757 година. И сега видите, а таму постојат и српски полк, унгарски, влашки, се мисли на романскиот, бугарски полк. Црногорците биле помалку, па владиката Василий вели по негово барање се вклучиле на македонскиот полк да го дополнат. Па вели се обраќа на царицата, вели ние вика народите од Балканот и ги набројува меѓу нив и македонците. Сега исто така не сум виновен што царот Леополд на Хабсбуршката монархија во 1689-1690 година запишува, објавува два документи, заштитно писмо за македонскиот народ. И тој оригинал се чува во Виена. Сега, кога царските канцелари го спомен, сега уште ова, само се извинувам за да бидем појасен. При тоа, откривам за кој македонци се зборува. Дали стои терминот народ? Народ, да. Стои народ. А дури и нација, иако немало нација. И спомнавте за кои документи? И сега видите, тие луѓе кои го составале македонскиот народ, односно македонскиот полк во руската војска, создали своји населби. 3 населби ги нарекле македонско е село, Македоновка и Македоно. Има ли документи од каде потекнуваат тие војници? Тие од Русија. Да, потекнуваат. Еве вака. Значи, едно село им се вика Ново Скопје. Друго им се вика Полог. Трето им се вика Каратово. Значи, точно се знае од северните делови на северна глупости. Значи, северниот дел на Македонија бил зафатен од востанието на Карпош
И тие заедно со Србите од Косово ја напуштаат Македонија и одат во Хабсбуршката монархија, а од таму се префрлуваат во Тоа значи станува збор за луѓе од ова од овие поднебје. простори. Значи тоа се наши предци. Од северот Македонија. Да, од северот на Македонија. А исто така кај Леополд пишува вака, вика, по барање, вика, на двајца представници на македонскиот народ, ги кажува по име презиме, едниот е од Солун, а другиот е од Кожани, македонци пород, бараат, бидејќи биле наши сојузници кога дошле, нели, Пиколомени довде, биле наши сојузници на Хабсбуршката монархија, да ги заштитиме целиот нивни народ. И затоа се дава заштитно писмо на... Бранислав Стедозаревич, простете, не мора да ми одговорите. Имате бугарски пасош? Нема. Нема никогаш нити добиете со овие тези кај нашиот источен сосед. Овие документи, има ли шанси да се преведат ова ваша книга на некој од другиве балкански народи? Видете, Ќе оди треба државата да субвенционира, да помага? Да, во право сте. Јас, например, со моите другари, пријатели, кој 50, кој 100 евра, татко, мајка, дома, 4000 евра собрав, ни една институција не сакаше да ми помогне. И 4000 евра, а сега ми бара 3000 евра за превод. И навистина ми е тешко, мислам... Еве повик и дистрикт. Да, благодарам на тоа, да. Јас сум насочена повеќе ги гледам сега младите како реагираат, бидејќи нашите генерации веќе ги знаеме малку повеќе тие работи и како што кажа, може би малку сме и застанати, може и разочарани, меѓутоа јас не сум разочарана. За разочаран е човек што очекува нешто од некого. Чисто онака се следат состојбите и се укажува. Општи подобри состојби за сите. Меѓутоа е добро да се очекуваат, меѓутоа и активно да работиш на остварување на тие, било со укажување, било со како и да е, нели. Па и со протести и со, нели, кога нешто не чини. Така што ги следам сега младите, мислам дека малку не разбираат од политика, малку не разбираат од животот, не само од политика. Не се заинтересирани? Не е дека не се заинтересирани. Може би и не се заинтересирани. Може би и така се помлади генерации кои што ние како родители сме гледале да ги заштитиме од сите тие, нели, политички случувања. Чекайте, ако добро ве разбирам, креваат раце младите? Сакаат подобар живот, исчистен од сите овие работи. Тоа си има. Добро, ама не се подготвени за битки, ако добро ве разбирам. Малку како да не се. Малку честна исклучица. Нема перспектива многу македонска или верувате сепак? Мора да се помрне малку од место и мислам дека и ќе се помрне, ќе се роди некоја така политичка звезда, нова. Звезда. Мислам дека нема да биде на почетокот политичка, сепак ќе дојде од, па така и доаѓа, нели, од народот, од децата, од младината. Низ вашата секојдневна работа, Цивил има мал милион активности, постојано нови теми, обштествени, политички, така натаму. Кој ви е впечатокот за придонесот на Цивил во општеството и воопште тој фидбек, тоа враќање? Се имали задоволство барем од работата дека сепак нешто се отвораат очи, се хармонизира, се граѓанизира општеството, темите и позициите што Цивил како столбови ги има во својата активност како невладина организација, човекови права, лажни вести, значи се што е девијација во општеството воопшто. Има ли Цивил тука придонес? Дали тука чувствувате барем лично задоволство од вашиот придонес преку Цивил за заедницата воопшто? Цивил како организација, јас откако сум во Цивил веќе 6 години, безброј пати сме влијаеле за нешто да се подобри. Безброј пати сме укажувале, безброј пати сме давале препораки за одредени, мислам дека не сакам сега сите да ги кажам работи што сме ги правеле, постои медиумската платформа на каде што сите може да прочитат и впрочем и читаат тие што читаат, укажуваме и препорачуваме. Секогаш кога нешто кога ќе излезе нешто добро од тоа наше укажување, од тоа наше
откривање на некој случај, па потоа нешто се подобрило, за нас е што се вика 5-минутна слава. Организиравте 5-минутно славење внатре во организацијата. Организиравте цивил и вие во него мал милион разни дебати, соочувања, изборни, предизборни, постизборни, дури и на разни други теми обштествени, од типот на човекови права, граѓански права, еднаквост. Верувате ли во едно општество за сите, зад кое и цивил застана како организација? Дијана, што мисли за таа флоскула е или има надеж? Се граѓанизирали Македонија, барем конечно од тие етнички ровови се издигнали малку? Како ви вас сознанието и чувството? Знаете како? Лично, да, како организација застанавме, бидејќи ние внатре сме тоа што сме, едно општество сме, а за сите е веќе друго нешто. Во мене малку не ми се допадна на почетокот формулацијата на реченицата едно општество за сите. Бидејќи едно општество за едно е општеството, нема 10 општества тука. Едно е. Или може би се поделени општествата. Не, тука не ги сваќам, може би многу филозофски му навлегувам. Едно општество за сите може да има, ние го сватија луѓето, сметам дека го сватија како етничката поделеност. Барање на еднаквост, без оглед на било каква поделеност. Не го сватија односно, како разлики, не поделеност. Не го сватија како за сите во смисла на сите разлики, а не само на етничката разлика. Тоа не го сватија. Мислам дека голем дел од граѓаните не го сватија. Гледаме дека таму нешто се работи во стратегијата, има, се знае колку точки ги има. Гледаме дека се работи, до каде ќе стигнат не знам, меѓутоа не зависи тоа, не зависи од нас. Повеќе од граѓаните. Па реакции имаме. Реакции имаме, не секогаш, например, се тие реакции што ги очекуваме, а кога ги споменавте институциите, јавното обвинителство е најслабата карика во целиот тој правосуден систем. Кога треба станува збор за оној репресивен систем репресивен дел на системот кој што треба да се бори против корупцијата. Имаме превентивни институции, имаме институции кои што носат закони, например има пар закони кај што е вградена корупцијата. Значи во самиот закон е направен простор, има мал милион такви закони и закончиња. Например, тендери во 4 очи или тендери во 4 очи е еден, например, порано проблематичен беше например во законот е ставен на ниската понуда да биде само овој критериум, каде што добивме мал милион неквалитетни услуги. Како општество зборувам, ти излезеш на тендер, ти ја бараш на ниска цена. Овој ти каже, например, најниска цена, например, за конци за шиење на колено, во институцијата се некои кинески, ти ги ставиш, ти се скинат. После 6 месеца, година дена, треба човекот пак да го носиш на операција. Друга работа, например, изградбата на автопатите, например. Ова се, кога вака ги спомнувате примерите, тоа се примери од вашите теми, од истражувачките истории? Значи, некаде сме се среќавале, има мал милиони теми, од друга страна, кај нас, например, што се останати, не се објавени, затоа што не можеме докрај да влеземе. Последната приказна истражувачка што произлезе од истражувачкиот центар Скуп Македонија, со која вие практично ја водевте историјата, ако добро се сеќаме, ова околу ковидот, околу буџетите за заштитни средства и така натаму за злоупотреби, што откривте? Па во тој дел, например, докрај не бевме целосно докрај најасно и начисто. Во еден момент се појавија многу скапи материјали за ковидот. И сега кога контактиравме со фирмите, тие ни рекоа во таа ситуација, значи репроматеријалите нам ни скокнаа сите репроматеријали, не можеме да ги спуштаме цените. Дали имаше некој што ловеше во матно, може би имаше, али од друга страна имавме такви институции како МВР, например, каде што мораш итно да ја дадеш на полицајците, мораш итно да ја дадеш опрема за заштита за да можеш да ги пратиш на терен. Ако не ја дадеш опрема за заштита, не можеш да ги пратиш на терен, да се тужат и мал милион луѓе може да погинат, например. Генерално за македонското истражувачко новинарство, има доста тимови што се занимаваат со истражувачко новинарство? Да, има тимови, има неколку светли точки. Може би имаше пар новинари, не повеќе од 10, например, да ги изброиме тие што се новинари што работат во пар медиуми, претежно како невладини организации,
Дали се малку, дали се многу во однос на колегите во регионот, во однос на колегите во Западна Европа, ниту не можеме да дадеме некоја таква бројка, например, да имаме толку и толку на 1000 жители или на 10 или на 100.000 жители. Класичните медиуми, мислам повеќе на телевизиите, овие со национална концесија, кои се и најгледани и највлијателни во Македонија. Ретко која од нив тука и таму се занимава со овој тип на новинарство. Скапо е или не, како велат она, не го закачај лаво додека спие. Па не би рекол дека е толку скапо колку што е за скапо, да зема средства, али во однос кога ќе го видите фидбекот кој што ги имаат, например еден центар за истражувачко новинарство Скуп Македонија има фидбек, можеби поврат милијарди и нешто евра на оваа држава во следниот период. Ајде да кажеме тие 5-10 луѓе што биле во тимот, колку време и треба да ги платиме за да ја потрошат таа милијарда што ја заштедили на општеството. Исто и за медиумите. Јас во овој дел ќе повлечам на една сторија на Бостон Глоб што е алфа и омега што треба да го види овој Оскаров сторија и филм се правеше за тоа. Спотлайт се вика, нека ја погледнат луѓето. Препорачувам на секој, посебно на новинарите, да ја видат сторијата. Значи тоа е сторија за Бостон Глоб, која што објави една сторија за злоупотреба на католичките свештеници над деца во Бостон, и таа сторија продаде некаде, беа 4 новинари што работеа на таа сторија. Кога се објави таа сторија, продаде не знам колку милиони копии на Бостон Глоб, само таа сторија, и не знам за колку проценти го подигна рейтингот на медиумот во однос на останатите медиуми. Може не го поставив и најдобро прашањето. Пледирам на тоа, дали може би собствениците на медиумите, на највлијателните медиуми во земјава, се плашат да ги мотивираат своите новини редакциите, да се занимаваат, да не чепкаат таму каде што не треба да чепкаат, бидејќи можеби самите ќе дојдат во конфликт. Што е проблемот што не се занимава македонското новинарство повеќе со оваа област? Мејнстрим медиумите, ќе одам директно на одговорот, мејнстрим медиумите во Македонија се во сервилни односи со олигархијата и со власта. Каде што практично криминалот е продуктивен во таа смисла. А тие се на удар секогаш на истражувачкото новинарство, на реалното истражувачко новинарство, тие се секогаш на удар, и тука е проблемот затоа што тие не ги имитуваат сториите, а од друга страна доколку би имале на пример слободни медиуми, истражувачкото новинарство ќе биде најбараната форма на новинарство, затоа што тоа ќе донесе и читаност, и гледаност, и репутација на влијание на медиумот во општеството и помеѓу граѓаните. Ќе му веруваат повеќе и на тука треба нештото да... Значи, во нашето истражување ние се фокусиравме да знаеме зошто има толку анимозитет и поделби во општеството меѓу другото, и една од причината е, како што кажав, разочараност. Значи, граѓаните очекуваат одредени услови, очекуваат одреден стандард на живот, очекуваат да имаат подобар квалитет на живот, очекуваат подобро образование, подобро здравство и така натаму. А како граѓани секој ден се соочуваме со проблеми. Сакаш тоа да биде доколку одиш на доктор, сакаш да биде тоа доколку одиш во универзитет, и секојдневно кога се соочуваш со такви проблеми, нормално дека и довербата во луѓето што треба да ги уредуваат тие елементи на општественото функционирање ќе биде ниска. Сега клучното прашање, што посакуваат луѓето што ги анкетирате? Сакаат добар живот. Значи, тоа е проблемот со етнизирањето на политиките, и тоа е проблемот со национализмот во нашата држава. Политичарите ветуваат многу големи работи, а не ветуваат елементарни работи. Значи, граѓаните од било кој етникум, доколку ги прашуваат значи што посакуваат, што сакаат, нема никакви, речиси разликите, нема никакви, занемарливи се разликите помеѓу различни етникуми. Граѓаните сакаат да имаат, како што реков и на почеток, пат, школа, услуга во државата, да не мора да се јават на тетка, брат, вујко за да може да завршат обична услуга, сакаат да можат да одат во здравство и да знаат дека нема да умрат, или како што жените се очуваат дека некој нема да им ја звади матката без нивно знаење. Значи, сакаат владење на правото, сакаат да знаат дека они се исти пред законот, како мокници што се исти пред законот. Добро, Влора Речица, ако граѓаните што ги испитуваат и генерално со знание општо, не ги сакаат политичарите, не се задоволни од институциите, не се задоволни од политичките партии, што велат, кое е решението?
Во моментот граѓаните очекуваат нешто ново, очигледно, значи очекуваат спасител, очекуваат некој да дојде да ги спаси. Моја мислење дека тоа не треба да биде очекувањето и дека тоа нема да се случи доколку граѓаните самите не ги земат работата во нивни раце. Тоа е преку локално самоорганизирање, тоа е преку притисок, преку знаење на нивните права. Доколку ги знаеш твоите права, знаеш дека Добро, што ги тера да одат на избори кога не веруваат никому ништо? Како може да гледат избори, излегувањето на избори е се пониско и пониско, значи овие избори имавме многу мала излезност за разлика од претходните. Токму поради причините за кои изборувавте и претходно. Токму за причините за кои изборувавме. Од друга страна излегуваат на избори не сите, нормално не може да генерализираме, но голем дел на граѓани што имаат клиентелистички врски со политичките партии. Граѓаните се уште се соочуваат и со притисоци да гласат поради тоа што им зависи животот од одредена политичка партија. И тука зборувам за сите политички партии, не зборувам само политички партии на власт, затоа што нашиот систем е така уреден да зависиме од неколку луѓе, не да бидеме равноправни пред законот. Добро, зборуваме граѓаните не веруваат со право, нели? Да. Констатираме со право. Политичките елити им веруваат ли на граѓаните? За тоа ќе треба ново истражување, преди тоа што никогаш не сме правиле истражување за да мериме спротивното. Еве идеја. Дали е само резултатот ова излезноста што ја спомнавте или Не зборувам за доверба, мислам Сакам дека да прашам, политичките дали елити политичките елити ги подценуваат граѓаните и гласачите? Во таа смисла ми е прашање. Мислам дека ги подценуваат граѓаните, ги подценуваат гласачите и затоа односот таков каков што е во моментов. Некој однос на понижување, на потиснување на граѓаните, на искористување на граѓаните, на искористување на довербата на граѓаните во нив. Тоа ли е таа филозофија, дајте ми го гласот, па после ќе се видиме на наредните избори? Па ако гледаме колку се движат работите во тие 4 години помеѓу избори, тогаш очигледно е така. Можете ли Да, ве прекинав. Можете ли генерално како институт, претпоставам и разговарате меѓу колегите апропо овие истражувања што ги правите, да извлечете некаква резултанта околу овие релации што јас се обидувам да ги од една страна ние граѓаните гласачите, задоволни и незадоволни главно, и од друга страна политичките елити, кои се секогаш задоволни, поготоа ако се на власт, нели? Да. Затоа и постојат за државниот буџет. Значи потребно, како што кажав, истражување. Тоа е друг вид на истражување. Граѓаните ги истражуваме преку анкети, а политичките елити се истражуваат преку desk research, преку истражување, преку интервјуа, преку полуструктурирани интервјуа, некогаш и анонимни интервјуа за да се зачува нивниот идентитет. Така да може да се направи такво истражување каде што би можеле да видиме и од двете страни какво е чувството. Но генерално, како што кажав, кога се на мојк се гледа од прилика какви се. Radio 5800 Blackwell.